меѓутоа исто така влегоа директно во борбата за независна Естонија и никој тоа ниту го оспорил, ниту може да го оспори. Така што значи и едно и друго се дел од една личност, се дел од едни реални состојби во државата. Јас сум и борец за човекови права и екологист, но исто така и човек патриот кому што му е грижа за тоа што ќе биде со Македонија и македонскиот народ и затоа така би требало да се чувствува секој македонски граѓанин. Секој и затоа ја ќе велам од нивото на демократија во оваа земја. Дел сте од власта, дали сте задоволни од нивото на демократија во оваа земја? Дозволете ми значи да го довршам првичните прашања кои што ги кажавте, бидејќи останаа еве втор пат веќе без одговор. Значи, кажавте како се најдовме во една десна коалиција. Се најдовме поради неколку причини. Првин, како нова партија ние мораме да бидеме во коалиција и моравме да бидеме во коалиција за да може да ја промовираме. И тоа го кажав. Втора работа, ние се обединивме околу многу јасни принципи кои што исто така ги спомнав: ЕУ, НАТО интеграција, економски развој, правна држава. Сите оспорени и проблематизирани, одиме понатаму. Проблематизирани беа пред тоа, сега се подобрени, не се идеални, но се подобрени отколку што беа. Понатаму, социјалната програма, програмата за социјална правда, која што на една зелена партија и на Дом ни е извонредно битна. Извонредно, ќе дојдам до тоа. Не, конкретно ќе ви одговорам, чувајте си го прашањето, јас не го заборавам. Не, ама ве молам, ајде да бидеме коректни едни кон други кога разговараме. Значи, третата причина зошто е природно да можам да коалицирам во оваа коалиција, затоа што социјалната правда, што и мене лично како политичар, меѓутоа и на Дом како на зелена партија ни е извонредно важна, тоа е еден од 5 принципи на зелените. Таа социјална правда беше дел од многу важен дел од програмата на ВМРО. И зошто? Затоа што ВМРО е десна партија и по свое лично декларирање. Меѓутоа таа е народна партија, во наши услови на транзициона земја, таа го има практично со левичарски примеси. Да, токму така и што е проблематично. Десните партии најчесто промовираат поинакво нешто. Мали и средни предпријатија, бизнис стратегии и така натаму, ова социјалниот дел е за социјалдемократите. Сега ви одговарам зошто мене ми одговараше таа коалиција и ми одговара во делот на социјалната програма. Затоа што сите тие социјални трансфери за кои што јас сум се борела и сум ги заговарала десетина години наназад, кои што не сум можела да ги издействувам ниво партијата каде што сум дејствувала 12,5 години, каде што биле третирани како несоодветни или неевропски и така натаму. Сите тие социјални трансфери во социјалната програма јас ги поддржувам, се наоѓам себе си како зелена партија и тука беше многу јакото поврзување во коалицијата. И тука немавме практично отпор, така што тоа беше една голема олеснителна околност. Сега одговорите ми на прашањето. Сега ќе ви одговорам на прашањето. Околу прашањата за абортусот, ние имавме како Дом многу јасен став. Абортусот е дел кој што е спаѓа во правото на избор на една жена, во правото на избор на еден човек. Тоа не е мислење на ВМРО. Значи говорам за нашиот став понатаму. Тоа е загарантирано со закон кој што се базира на уставот за правото на избор. Значи имаме една цела заокружена легислатива и ние како Дом стоиме за тоа. Ова сме го кажувале многу пати и со своето кажување веројатно сме придонесле да не дојде до забрана на абортус која што може би некој. Тоа мислам дека не може да дојде до такво нешто. Тоа и дури не верувам ни дека било реална мисла како што некој се плаше. Едноставно не можам да поверувам дека некој навистина би планирал таква работа. Македонија е сепак земја која што цели кон Европа, една земја каде што имало традиција на еднаква легислатива помеѓу мажите и жените и голема слобода и право на избор на жените, така што вакво нешто не би поминало едноставно, но пасаран би било едноставно. Значи сметате дека е блеф? Никој не го кажал официјално од устата на колегите од ВМРО-ДПМН и затоа да не им импутираме. Мислам дека не би било во ред. Инаку само уште да дополнам, Дом, само да ве подсетам, веројатно сте го виделе тоа пред емисијата, значи во материјалите за нас, ние сме се бореле неколку години наназад за воведување сериозно на сексуалното образование на младите и воопшто на најшироката популација. Како претседател на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените организирав и 2 јавни расправи на таа тема и
го потурнавме практично заедно со сите колеги кои што се таму членови, со експертска јавност, со невладин сектор, со ХЕРА заедно беше тоа организирано, го потурнавме целиот процес и еве го сега е веќе во една завршна фаза, каде што верувам дека сексуалното образование нема да биде само како предмет кој што се третира во рамките на класен час, како некоја содржина недоволно дефинирана, туку ќе има посебен предмет кој што ќе се воведе, затоа што тоа беше заклучок од последната јавна расправа. Бидејќи ќе дојдеме на овој дел околу дел од проектите што вие ги имате назначено и нешто што јас имам забележано што е треба да го подискутираме, меѓутоа денеска е ден на екологијата, нели? Точно така. Знаете ли што се случува во нашето образование? Со сите овие реформи, компјутеризација и така натаму и така. Знаете како се обележува тој ден? Денеска, по правилото од социјализмот, се уште се чека топло време и дечињата да излезат надвор и веројатно со цвеќиња да направат некои венчиња. Женските, машките не знам што да направат. При тоа имаат скатени часови и за екологијата се говори денеска протоколарно и толку во Македонија. Точно така. Тука? Точно така, за екологијата треба да се говори многу повеќе и токму затоа зелената опција мора да јакне. Затоа ви реков дека ние од дом имаме мисија. Еве денеска ве нема да ве забележам. Ние имаме мисија. Видете вака, работа е на невладин сектор да се слика со дечињата и со венчињата. Ние како еколошка партија, како зелена партија која што се грижи за екологијата, вчера во очи на денот на екологијата, во очи на денот на пролета, имавме сериозна пресконференција со која што најавивме дека Дом излегува со резолуција против изградба на нуклеарна централа. И сметаме дека како политичка партија тоа беше начинот како требаше да реагираме. Зошто владата во која што сте, да речеме, не субвенционира обновливи извори на енергија? Субвенционира, но недоволно. Не. Субвенционира, субвенционираше, па прекина да субвенционира. Па сега повторно не сте во текст. Значи сончеви колектори и така натаму. Во теке проверете има оглас сега повторно за субвенции за сончеви колектори. Во тек меѓутоа се уште не субвенционира. Субвенционира сега. Значи ве прашувам, зошто ако вие сте декларативно и мислам дека тука ќе добиете максимална поддршка против изградба на нуклеарна централа, што е нонсенс. Во овој период кога во Германија ги затвараат 7 реактори, во Јапонија видовме што се случи после катастрофата, каде што е најсовршена безбедносно ниво и мерки, нели? Што може да се случи на Македонија или на Балканот? Беа споменати колку нуклеарни реактори имаме овде, фрапантна бројка. Не дај Боже било каде да се случи хаварија, ќе бидеме збришани. Не е тоа овде, тоа е сепак малку. Говориме за од Унгарија па надоле, нели? Има 17 така. Но во суштина како ако не таа енергија да создадеме енергија и при тоа во оваа земја никој не размислува за таа токму така наречена екоенергија, обновливи извори на енергија и сега вие сте партија која што тоа треба да го форсира, меѓутоа вашата влада велите вие недоволно тоа го прави или го прави многу малку. Без вистинска стратегија. Ќе ви одговорам целосно. Не ги кажав тие зборови, ќе ви кажам точно што мислам. Значи не е токму таква ситуацијата. Имено токму поради тоа што екологијата и туризмот владава ги стави во своите приоритети. Уште на изборите 2008 и тоа беше и условот што влеговме во коалиција пред следните избори, така и заеднички настапивме. Значи со тоа се ставени неколку точки во приоритетите. Тоа значи користењето на обновливите извори на енергија, понатаму грижа за зголемување на енергетската ефикасност на објектите преку изолација и користење на современи материјали за градба и доградба и исто така развој на туризмот како едно од зелените вработувања, нели можност за зелени вработувања. Преку измена на законите поединечно сега за енергетиката. Немаме толку време, меѓутоа еве ќе ви кажам. Сега ќе бидат легализирани сите објекти кои што се дивоградби во Македонија. Тие енергетска некоја стратегија немаат и кои знае тие се на фаза на карабина голем дел од нив. Само за енергетиката. Немојте да ми говорите за концепти и стратегии, за реализација прашувам. За реализација ќе ви кажам, значи за да може било што да реализирате, вие треба да направите концепт и стратегија. Имате ли истражување колку се енергетски објектите изградени во Македонија?
жал, Македонија ја дочека 2006-та без да има никаква стратегија за користење на обновливи извори на енергија. И сега после 5 години имаме стратегија. Ефикасност. Не, имавме и порано, имавме и пред овие 5 години, значи минатата година се донесе и стратегија за обновливи извори, за енергетска ефикасност, се донесе Европски закон за енергетика, каде што токму овие два сегмента се многу сериозно обработени. Може да ми наброите 2-3 објекти што се изградени по овие стандарди? Да, има објекти. Ќе ви кажам, во Дабниште, да речеме мала хидроцентрала. Добро. Понатаму има во Кадино село мала сончева добро, централа. Добро, што ми од руралните средини почнуваме со најсовремен тип на градба. Тоа е супер. Па добро, што видиме во градските средини? А извинете, како мислите дека сеизмички не се градат новите објекти како што треба? Хидроцентрала во градот да ја правите? Па нормално дека ќе биде во рурален